Силвана Костик и Валентина Зорик и Стојановик Стојанче во името на околу 100 пациенти на дијализа денеска од Народниот правобранител и од Министерството за здравство побараа да им се врати такси привозот до Центарот за дијализа Диаверум во Железара. Откако им е укинат такси привозот, тие се принудени да се возат во комбиња за 6 патници, а при тоа за да стигнат навреме на дијализа излегуваат и по 2 часа порано и уште толку време им е потребно за да се вратат дома. Стојанче, кој живее во скопското село Ајватовци, нагласува дека привозот дополнително ги исцрпува по напорниот ден, во кој на дијализа се приклучени по 4 часа. Ја мислам дека превозот го кина, зашто тие комбиња ги купија они и да им е повише, да им остане пари за нив, да им остане 6 души да не возат со едно комбе, купи во ек на пандемија ко сардини, тројца седиме стиснати вака стиснати. А успатили сте сите пациенти или низ цело Скопје кружите? Еве, конкретно мене. Дијализата порано таксито ме зима у 12:30, во 1 ми почиња. И си ме зима одма за пола сат, за 20 минути ме носи дома. Вчера ми се јавија да бидам спремен во 11, ќе ме земе, тоа е 2 сата пред дијализа и ме врати дури во 7:30 ме врати дома. Јас живеам во Ајватовци. Од Ајватовци ме возеше, турата беше Кадино, од Кадино Газибаба, од Газибаба Рачиново, од Рачиново Топанско поле и ја вчера се качев со него, дури вика по обиколница и дури ме однесе во бутал пред Радишани да сврте по обиколницата и јас се исклучив во 5:30 се исклучив, дома си бев во 7:20. Нашите проблеми и барања се во врска со превозот. До сега, до петокот не возева со такси, од понеделникот не возат со комбиња. Комбиња кои не се прилагодени за пациенти на дијализа. Пред комбињата се ставаат столчиња за да ние можеме да се качиме во комбињата. Комбињата се за 7 души. Значи седиме еден до друг. Силвана Костик дополнува дека медицинскиот персонал им врши уцена во однос на привозот. Главната сестра ми кажа дека ако не сакам да се возам во комбе, ќе ми плаќаат 900 динари месечно, но не смеам да се премислам цела година. За да го решиме овој проблем, земавме потписи од сите пациенти кои одат на дијализа. Дел од нив со овој проблем се соочуваат цела година. Денеска поднесовме представка до Народниот правобранител, пошто тие ќе разговараат со Министерството за здравство околу прекршувањето на договорот. Планираме представката да ја поднесеме до Комисијата за спречување корупција, објаснува Силвана, која веќе 22 години е на дијализа. Тие со 2 врати, со 4 врати се, меѓутоа тие задните седишта што се, до таму јас како пациент 22 години што идам на дијализа, не можам, треба да лазам да дојдам до тоа седиште да седнам. Таа дополнува дека се било во ред кога привозот се организирал со такси. Ние само се бориме за нашите права за да се врати по старо да се возиме со такси. Од Центарот за дијализа Диаверум за Слободен печат кратко изјавија дека компанијата што го врши привозот направила превид во еден ден и проблемот ќе биде надминат. Валентина Зорик, која е на дијализа 15 години, вели дека дополнителна опасност е групно да се возат за време на пандемија, особено ако се земе во предвид нивната здравствена состојба. Повеќето од пациенти се стари лица, значи со штаки, со инвалидски колички, така да не за мене, не само за мене, туку и за нив не е услово да се возат со комбиња. Работата е се бориме за нашите права да се возиме како претходно што си беше, да се возиме со такси превоз, наместо да се возиме со комбиње, да се вртиме низ цело Скопје, додека стигнеме дома и да се стоиме на студ, да се мрзнеме надвор, да чекаме по саат време, наместо да си отидеме дома во нормално време, да си легнеме се одмараме, пошто сме со паднат притисок, значи дијализата не е баш пријатна, некој што не ја осетил, мислам, не може ни да на разбере. Замислете, ние сме повитални, а 50% се во количка пациенти, со штаки и 80-90 години. Кога нас ни е тешко, замислите нив како име. Нашиот живот е затвор без решетки, они вие сакате и решетки. Вие место да ни омогучите, да ни го лесните животот, вие не го отежнувате.